на прашањето зошто се избира конкретно заедништво, конкретна локална црква, луѓето даваат претежно одговори во стилот мене таму ми е интересно во таа црква. Па луѓе поради таа причина, например, одат на циркус, да им е интересно. Некои други велат избрав да посетувам конкретна црква, бидејќи таму има прифаќање. Знаете ли кај има најразвиено чувство на прифаќање? Во локалните крчми, кафеани, кафиња, кафулиња. Работев во Угостител Струмица, тоа ми беше моето прво работно место. Угостител Струмица имаше еден хотел во центарот на Струмица и уште 20 такви мали бифиња ги викаа. И мојата работа беше од време на време да ги посетувам, да правам пописи, инвентаризации и секој бифе си имаше редовни гости кои беа многу сплотени. Беа многу блиски, приврзани, дури мислам дека беа гостите во тоа кафе повеќе приврзани отколку со своите семејства. И таму има многу високо чувство на приврзаност. Некои велат избирам конкретна црква зашто таму има живославење. Така, славењето е поживо. Поради таа причина пак луѓето избираат да одат на концерти, на рок концерти. Значи има многу такви причини, некои велат пријатно ми е во некоја црква. Не дека се лоши сите тие причини, убави се. Од црквата треба да има прифаќање. Љубовта меѓу нас, по кој што ќе не познаат дека сме Христови ученици, води кон прифаќање еден кон друг. Треба да има славење на вистина кое ќе не поттикне, ќе не вдахнови да му се поклониме на Бог, да ги насочиме нашите мисли кон Бог, да му благодариме на Бог. И тоа исто така е важно. Она пријатно ми е аргументот, да ви кажам, често не го распирам. Што значи да ти биде пријатно? А многу луѓе го дават тој аргумент, бидејќи тоа е многу индивидуално. Има луѓе кои после некоја служба велат многу се чувствав пријатно оваа служба, како демек другите да не се пријатни. Или пак за конкретна служба велат едена Светиот Дух на вистина не исполни сите. Како од другите служби да не исполнува Светиот Дух. Тоа се индивидуални чувства кои не се критериуми. Треба да има некои нешта кои ме привлекуваат. Меѓутоа, за жал, она што предизвикува на вистина жалење е што меѓу главните аргументи, меѓу главните мотиви за избор на некоја црква, конкретна црква, не стои Словото. Во истражувањата што се прават, тој мотив оди некаде долу на списокот. А мислам дека едно задлабочено, едно безкомпромисно проповедање на Словото би требало да биде основниот мотив. Зошто, како што кажав, прифаќање, забава, музика, пријатно чувство, можеме да најдеме и на другите места. Но црквата е она што одликува останатите заедници. Во црквата имаме проповед на Божото Слово. Тоа нема да го најдеме ниту во кафеаната, ниту на концертот, ниту на некоја друга забава или некој друго место. И зошто проповедта или Словото како мотивација за привлекување на луѓето е некаде долу на списокот. Бидејќи живееме во едно постмодернистичко општество, а тоа општество се карактеризира со негирање на апсолутни вистини. Тоест, вистината е релативна, субјективна, секој си има свое мислење, право на мислење, и никој не смее да го одрекува вистината на другиот. Треба да има едно прифаќање. Јас имам своја вистина, ти имаш своја вистина, и мојата вистина е авторитетна и твојата е авторитетна. И заради тоа се говори за една инклузивност, едно прифаќање, една често среќавана фраза од политичарите и останатите така јавни личности е да градиме инклузивно општество во кој сите ќе ги вклучуваме, ќе ги прифаќаме и ќе се толерираме.
И таквата филозофија влегува и во црква. Меѓутоа, словото пак од своја страна не е така инклузивно. Има многу места, има многу библиски вистини кои јасно се разграничуваат од луѓе со определени ставови и од самите ставови. Библијата има вистини, има доктрини со кои што јасно се разграничуваат верниците од останатите. Ексклузивна е Библијата. Господ Исус Христос е ексклузивен. Тој или само јас сум патот, вистината и животот. И до Отецот се доаѓа само преку мене. И бидејќи Библијата е ексклузивна, не е инклузивна, бидејќи разграничува, денес е многу тешко и луѓето, проповедниците одбиваат да говорат јасно слово. И луѓето одбиваат да го избираат, да избираат јасната проповед или црквите со јасна проповед како привлечни цркви. Зошто во таквите цркви ќе се соочат со вистина. Вистина која не е инклузивна. И поради таа причина се повеќе се проповедено разводнето слово, компромисно слово, слово кој треба да ги вклучи сите. Пред 1-2 месеци пасторот на Хилсонг во Америка напише еден блог во кој што јавно искажа дека ја отвараат црквата за служење и за секаков вид, прифаќање на сите групи со сексуална ориентација. Тоест, во црквата може да бидат служители, рамноправни, секакви луѓе со секаква определба. И тоа веќе е компромис со Словото, со Библијата. Се помалку, јасното проповедање на Словото е критериумот според кој што ќе се избере некоја конкретна црква. А апостолите, Библијата, во тој поглед се бескомпромисни. Тие постојано ја акцентираат неопходноста од јасно проповедање на библиските вистини. Во последните 3 посланија на апостол Павле, ова што го изучува Гаго, што со Гаго го изучуваме во недела, првото Тимотеј, второ Тит, на многу места апостол Павле советува, повикува, моли, она што го чуле, оние вистини што биле проповедени, она вистини што ги добиле, јасно да ги пренесуваат понатаму. Апостолот на љубовта, Јован, го знаеме како апостол на љубовта. Ако ги читаме неговите 3 посланија, ќе видиме дека основната тема е да се држиме до вистината и да ја проповедаме само вистината. А инаку, велиме, апостолот на љубовта, зашто темата љубовта е најприсутна во неговите посланија, а во исто време неговите посланија се посланија на вистината. Јуда во неговото послание на едно место вели да се борите за вистинската вера, која им е дадена на светиите еднаш за секогаш. Тоа значи дека таа вера е непроменлива, дадена е еднаш за секогаш, во форма во која останува еднаш за секогаш. И да се борите, да држите таа вистина. Истата тема и ова послание што го разгледуваме на апостол Петар. Ова кратко послание завршува со зборовите: пазете се од измамата на беззакониците, за да не бидете одведени со нив и да не отпаднете од својата утврденост. Зашто апостол Петар јасно сака да каже дека има вистина, јасна вистина, значи вистината не е нешто релативно. Вистината не е субјективна. Имаме објективна, апсолутна вистина, во која треба да бидеме вкоренети. Ако не сме вкоретени, ако не сме утврдени во таа вистина, тогаш може да отпаднеме. И може да бидеме одвлечени од беззакониците, од лажните учители. Значи, прочитавме, ги прочитавме овие стихови, апостол Петар вели, секогаш ќе се трудам да ви ги напомнувам овие работи. Така започнува 12 стих. Кои работи? Сето она што беше кажано во претходните 11 стиха. А во тие 11 стиха апостол Петар даде едно кратко резиме на основните христијански учења
и на християнскиот живот. Доктрината за спасението и доктрината за живеењето во спасение преку растеж во верата, духовен растеж. И вели апостол Петар, ќе се трудам постојано да ги спомнувам овие работи, да ве подсетувам на овие нешта. И ова писмо, ова послание апостол Петар го пишува како во форма на тестамент. Тој вели, и дури по мојата смрт ќе се обидувам да ви спомнувам за овие нешта. Со тоа сака да ја истакне важноста на посланието, важноста на овие зборови. Сака да каже, ова што ви го пишам како мое последно дело, како последни зборови упатени до вас, се многу важни. Имајте ги постојано во умот. Дури по мојата смрт, тие нека ви одзвонуваат во вашите уши. Да се држите за вистината. Тоа учење, тој им вели во тие стихови, не е нешто ново за вас. Не ви пишувам нешто ново. Лажните учители доаѓале со нови учења, доаѓале со забавни учења, интересни учења, привлечни учења. Апостол Петар им вели, ви го повторувам она што веќе го знаете. Зашто важно е да ве подсетувам. Важно е да ги знаете тие работи, важно е постојано да ве будам, да ве држам во будна состојба, да ве расонувам кога ќе западнете во некаква апатија. Да се држите до вистината. Или со една реченица, ако можеме сите овие 4 стихови некој да ги представиме, таа би гласала вака. Верните луѓе имаат потреба од добри учители, кои редовно ќе ги подсетуваат на вистините на верата, за да не застранат од правилниот пат. Тоа се добрите учители. Апостол Петар овдека се представува како добар учител. Црквите имаат потреба од добри учители, а добрите учители се оние кои не се изморуваат, кои не им станува здодевно да ги подсетуваат верниците на тие основни вистини. Постојано и постојано. Зашто имаме потреба да се подсетуваме. И ова вечер всушност само ќе се подсетуваме. И ќе видиме во кои нешта треба да се подсетуваме и зошто треба да се подсетуваме. Ајде да видиме каков се представува апостол Петар. Тоест, кои се карактеристиките на добриот учител. Добриот учител се труди да ги подсетува верниците на учењата што веќе ги знаат. Поради тоа, секогаш ќе се трудам да ви ги напомнувам овие работи. Еднаш вели да ви ги напомнувам. Иако ги знаете. А и право е, додека сум во ова тело, да ве подсетувам. Повторно напомнување или подсетување. А ќе се погрижам нова да се подсетувате секогаш и по мојата смрт. Значи, клучниот збор е подсетувам, напомнувам, подсетувам. Повторувам. Имаме една практика кај апостол Петар и не само кај него, и апостол Павле, како неколку пати, велите кај јас како апостол Павле, нема да ми биде здодевно да ве подсетувам на некои работи. Зашто самата Библија го прави тоа. Не знам дали се забележи, но Библијата многу повторува. Многу често повторува. Например, 10 заповеди се напишани во 20 глава на Излез и истите се повторени во 5 глава на Второзаконие. И име тотално исти книги во голема мера, кои во 80% се повторуваат како двете книги летописи и двете книги на цареви. Имаме псалми кои целосно се исти во зборникот псалми. Пророците, ако ги видиме нивните проповеди, во голем дел се препокриваат предупредувањата за несреќите што ќе дојдат ако нема покаяние, благословот што ќе го искусат оние кои го следат Божиот пат. Тоа се повторување на исти работи, истите проклетства и истите благослови, постојано се повторуваат. Во Новиот Завет имаме посланија во кои во голем дел темите се повторуваат, како например Ефесијаните и Колосијаните, Галатјаните и Римјаните. Зошто тоа повторување? Зашто Библијата користи еден многу важен принцип во педагогијата. Повторување. Повторувањето е важно. Повторувањето е мајка на знаењето. Ние имаме потреба да не се повторуваат едни исти вистини. Како родители го правиме тоа. Колку пати родителите
треба да одговорат на тоа прашање. Колку пати во животот им рекле на децата, колку пати сум ти го рекол тоа? Зашто многу пати сме го кажале. Зашто имаат потреба да им ги повторуваме едни исти работи. И не само децата, и ние имаме потреба Библијата да ни ги повторува истите нешта, ние како верници имаме потреба во црква да ги слушаме едни исти работи. Имаме потреба. Зашто ќе видиме во нашата грешна природа, ние сме склони да ги забораваме важните работи и да забегаме по оние кои повеќе му годат на телото. Друго нешто, добриот учител се труди да ги повторува основните вистини на христијанскиот живот. Што вели? Вие ги знаете тие работи, јас ќе ги повторам. А кои работи? Поред тоа секогаш ќе се трудам да ги да ги напомнувам овие работи, иако ги знаете и утврдени сте во сегашната вистина. Кои работи ќе ви ги напомнувам? Кои се тие исти работи? Работи кои веќе ги знаат, а тие се всушност основните вистини кои беа спомнати во првите 11 стиха. Лажните учители доаѓале, нудејќи им на луѓето некои тајни учења кои звучеле така попримамливи, биле пошпекулативни тие учења. Доаѓале со учења во кои биле представувани луѓето како подостојни, тоест тие со своите способности, бидејќи се самите божествени битија, можат да стигнат до плеромата, до полнотата, до божествената полнота. И во тој однос тие учења биле попријатни за човечкото уво. Апостол Петар вели, ќе ви ги повторувам само вистините кои ви ги дадов на почетокот, зашто тоа се вистините за нас. А кои се тие вистини? Може би не звучеле толку пријатно како учењата на гностиците, но тоа е вистината. Вистината е дека ние во нашата природна духовна состојба сме духовни мртовци. За разлика од гностиците кои веле, вие сте богови и вам ви треба само знаење да се издигнете до божествената полнота, до плеромата за кој што апостол Петар говори во други. Плеромата е само во Христос. Ние немаме таков капацитет во нас. И затоа апостол Петар на почетокот им вели, и верата во Христос, и новиот живот во Христос е благодат. Во праведноста на Исус Христос, нашата доверба во неговата праведност ни носи спасение, носи нов живот. Се е подарок. Ние сме воскреснати од мртвите. Во, можеби, така го нарекувате лодиците, посланието со најантигностички моменти, посланието до Ефесијаните, во втората глава апостол Петар вели, буквално дава слика на гробиште. Бог не повика од гробиштето и бевме мртви. И тој не оживе, не воскресна, не вознесе и не постави на високите места заедно со Исус Христос над небесните сили и власти. Се е негова заслуга. Ние сме духовни мртовци. Христос не оживува, Тој ни ги отвара очите, Тој ни дава верата, да можеме да ја видиме неговата слава, Тој ни дава нов живот. И тој нов живот, божествен живот, не променува целосно. И не само што ни дава нов живот, Тој ни дава ресурси, ни ги дава потенцијалите да можеме да живееме поинаков живот. Тој ни дава ни дава неговата божествена сила, преку божествената сила да го живееме новиот живот во Христос. Зашто ние сме слаби и немокни. Тој ни дава силата. И преку таа воскресенска сила, силата која го воскресна Христос од мртвите, ние можеме да живееме поинаков живот. Да се оддалечуваме од гнилежите на овој свет и што? Да се трансформираме во божествената природа, да бидеме соучесници во божествената природа, да се обожествуваме, тоест она божествена морална совршност да станува наша карактеристика се повеќе и повеќе. Тоа е можно зашто Бог по благодат ни дава сила. Да растеме во верата, во добродетелта, во знаењето, во трпеливоста, во самоконтролата, во братолюбието, во љубовта. Бог ни дава сила да растеме во сите тие нешта. И растејќи духовно, ние ќе имаме, ветено е дека ќе имаме
полн живот, живот во полнота. Нашиот живот нема да биде празен, нема да биде безсмислен. Ние ќе исполниме основната функција за која што сме создадени и повикани од Христос. А тоа е да наликуваме се повеќе, да се преобразуваме се повеќе според неговиот лик. И не само што нашиот живот ќе биде плодоносен, туку ќе бидеме сигурни дека навистина сме избрани и спасени. Навистина ќе бидеме сигурни дека сме повикани. Нашиот копнеш да растеме во духовноста е показател дека навистина сме спасени. И на крајот тоа ќе ни даде сигурна надеж дека еден ден ќе влеземе во славното вечно царство и ќе живееме со Бог. Тоа се благодетите. Тоа се вистините кои вели апостол Петар, постојано ќе ви ги спомнувам. Нема да ми биде тешко, нема да ми издоде да ве подсетувам на тие нешта. Зашто светот и денеска, како и во тоа време, не трова со суетни учења во кое што се величи човекот и можностите на човекот. New Age филозофијата е токму тоа, величина на човекот. Човекот самиот во себе има потенцијали да се обожествува. Нам не ни треба дополнителна помош од Бог. Само ни е потребно знаење и посветеност. И ние преку техники, преку учења ќе се возвишуваме и ќе станеме богови. Вистината е дека ние сме ништо. Ние сме прашина. Кога поради Божјата благодат можеме да се трансформираме во Божјата природа. Апостол Петар вели, тоа е вистината и ќе подсетувам постојано на тоа. И тоа се добрите учители, да подсетуваат на тие вистини. Добриот учител знае дека животот е краток, па затоа го користи во служба на Бог. И во право е, додека сум во ова тело, да ве подсетувам, бидејќи знам дека наскоро ќе го оставам моето тело, како што Господ наш Исус Христос ми откри. Два пати во ова стихче се користи зборчето тело. Ова тело, моето тело. Интересно е дека овде апостол Петар воопшто не користи збор за тело. Преведено е како тело. Оригиналниот збор е скинома од скинија. И би требало да се преведе како шатор. Додека сум во овој шатор, и кога ќе го напуштам овој шатор, или ќе го оставам мојот шатор. Зборот е шатор. И кога се користи за тело, овој збор, идејата е да се представи краткотрајноста. Зборот шатор буквално го означува оној шатор кој бедуините го распнувале, за да останат за кратко на едно место, потоа го растурале и оделе на друго место, каде што повторно распнувале шатор. Ние сме овдека номади, патници. Ние патуваме кон Божјото царство. Ние живееме во шатор. И ова представа, ваквата представа, дека ние сме само патници на оваа земја, која многу е опишена во првото послание, треба радикално да го промени нашиот живот на земјата. Фокусот на нештата. И фокусот на проповедта треба да биде променет. Денеска, во најголема мера, проповедта е насочена кон некои чисто земни, просперитетни благодети. Реализиране на такви земни просперитетни благодети. Тоест, убав живот на земјата, здравје, убава кола и така натаму. Истината е дека нашиот фокус, бидејќи животот е само патување кон вистинскиот дом, кој е во Божјото царство, нашиот фокус треба да биде кон подготовка за тој дом, вистински дом. Зашто никој патник не прави долгорочни планови за самото патување. Неговите долгорочни планови се врзани со неговиот дом. Никој кога ќе отиде во хотелска соба не прави план да ја реновира собата зашто не му е пријатна, да ја смени бојата или мебелот во собата. Зашто знае дека тука е само за неколку вечери и се заминува. Неговите планови се врзани за неговиот дом, онома каде што постојано е врзан. И затоа вели апостол Петар, бидејќи знам дека уште малку ми останува, право е да ве подсетувам. Го имам сето право. И не само сето право, и сето одговорност да ве подсетувам на вистините. Зашто животот е краток.
Христос ми кажал дека наскоро ќе ја напуштам земјата. И би било од моја страна било неразумно доколку не ги употребам овие последни мигови од животот за неважните работи. Да ви ги повторувам вистините. И затоа добриот учител го говори она што е важно, она што е врзано со вечноста, а не она што е забавно, не она што е пријатно да го слушат луѓето. За жал пак ќе кажам, луѓето бараат интересни работи. Не ги бараат важните, оние кои се врзани за вечноста. Животот е краток, затоа треба да градиме библиска представа за смртта. Кога вели апостол Петар дека Господ Исус Христос му рече за смртта, може би го имало преди тоа што беше напишано во Евангелието на Јован 21 глава, каде што Господ Исус му откри каква ќе биде смртта на апостол Петар. Некој смета дека апостол Петар добил специјално откровение пред да го напише ова послание, дека скоро ќе се наближи неговата смрт. Во секој случај, апостол Петар насетувал дека му доаѓа крајот. Господ Исус Христос навестуваше дека му рече, всушност, му пророкуваше во 21 глава на Јован, 18-19 стих, вели кога беше помлад, сам се препашуваше и одеше каде што сакаше, кога ќе остареш, ќе ги расшириш раците своји и другите препаша и повеќе и поведе на каде што не икиш. А ова го рече за да покаже со каква смрт ќе го прослави Петар Бога. Требаше да биде распнат и историјата потврдува дека навистина апостол Петар бил распнат, но меѓутоа не се чувствал достоен да умре со истата смрт на Господ Исус, па затоа посакал да биде распнат со главата надолу. Во секој случај, апостол Петар повеќе од 30 години живее со сознанието како ќе умре. И веќе знае дека наближува неговиот крај. Нерон, започнуваат гонењата на Нерон, страшните гонења. Водачите на црквата се први на удар. Може би добил откровение од Господ Исус дека му се наближува крајот. 30 години тој живе со сознанието како ќе умре, со најстрашната смрт. Тоа е пророчество за него. И веќе наближува моментот. И ние воопшто не гледаме кај апостол Петар некакво незадоволство. Тој можеше да напише, толку години му служа верно, зошто не ја смени барам начинот на смртта да го сменеше? Апостол Петар е целосно слободен од тие работи. Единствената грижа му е да подсетува, да ги подсетува читателите на вистината. Не се грижи за другите. Спокоен е. Ке видиме ние зашто е спокоен. Тој е спокоен. Спокоен исто како што беше спокоен во Ерусалим кога беше затворен. Скајате од 12 глава на делата на апостолите, Ирод го фати прво Јаков и му ја одсече главата и види дека тоа им се допадна многу на евреите. Има еден период на некаков духовен политички вакуум во Ерусалим. Во тоа време нема римска власт во Ерусалим, Ирод може да прави што сака. И собира политички поени со тоа што гледаме почнува да ги фаќа апостолите. Губива Јаков и го затвора Петар. Осуден на смрт, следниот ден треба да биде извршена екзекуцијата. И толку е вознемирен Петар што спие како бебе, спокоен. Потребно е ангелот да го бутне по ребрата, да го удри, за да го разбуди и да го ослободи од затворот. И овде апостол Петар има истото спокојство. Зошто? Зашто знае дека смртта не е крајот на суштествувањето. На крајот, кога тој говори за својата смрт, го употреба зборот екзодус. Не вели смрт, вели екзодус или излез. И само на уште едно место во Новиот Завет овој збор екзодус се користи за смрт. А тоа е кога во Лука, кога Петар, Јаков и Јован се на планината на преобразувањето и таму Илија, Мојсей и Господ Исус разговараат за смртта на Господ Исус. Петар го слуша тој разговор и таму е употребен за смртта на Господ Исус зборот екзодус. И овдека за собствената смрт Петар го употреба зборот екзодус. А зборот екзодус значи излез. Да излезеш.
може значи ослободување. Во умот на евреите, екзодусот е излегувањето од робството. Тоа е. И зошто на тоа место е употребен на разговорот на планината тој збор за Господ Исус? За да знаат учениците дека смртта на Господ Исус не е крајот на неговото существување, дека смртта е само она дело на спасение после кое што доаѓа воскресението. И овдека апостол Петар го користи за себе зборот екзодус. И поентата на тој збор е да каже дека неговата смрт сушност е само ослободување. Ослободување од робството на подложното на грев тело и пременување во славната вечност кај Бог. Тоа е смртта. Ние не сме нашите тела. Нашите тела сами по себе, без нашата душа, се само материја, која нема никаков живот. Вистинското ние сме нашите души, кои се ослободуваат и со Христовото доаѓање добиваат нови, прославени тела во кои што нема повеќе болка, нема распадливост, има само вечност. И бидејќи животот е краток, треба да го користиме преостанатиот дел од животот во служба на Бог. Значи, ги има во предиците овие нешто што ги спомнавме. Знам дека Христос ме обяви дека ќе наближува смртта. Должен сум, што? Знаејќи дека секој момент може да ме дојде крајот. Да се трудам, да се грижам, да ви ги кажам овие вистини. Тоа е фокусот на апостол Петар. Знаете, тој ја живе веќе 7-та деценија од животот. Веројатно ги наближува 70-тите години. Служи повеќе од 30 години на Исус Христос. Има веќе целосно, ги исполнува сите услови за пенсија. Има стаж, има се посветен служител. И би очекувале, знаејќи дека скоро му доаѓа смртта, тој да каже: па редно и јас малку да се одморам, да се пензионирам, па така како пензионер, без обврски, да ја дочекам смртта. Да се посветам на патувања, играње голф, да постам некои екзотични места, да направам некоја слика, како што многумина копнеат денес, нешто по кој многумина копнеат денес после нивната служба за Господ. Се знае, на 65 години доаѓа пензијата и после тоа веќе нема служба. После ќе шетаме, ќе крстариме со бродови и ќе уживаме. Апостол Петар вели: сакам она што ми преостанува, да го употребам, трудејќи се, грижејќи се, да ви постојано да ви спомнувам, да ги спомнувам вистините. Тоа е мојот фокус. Тоа е мојот живот. Бидејќи знам дека малку ми останува. И ние не знаеме колку ни останува. Петар знаел, ние не знаеме. Има еден познат пуритански проповедник Ричард Бакстер кој вели: секогаш кога проповедам како ова да ми е последната можност да проповедам. И сегаш кога проповедам како тоа да е последната можност на оние што слушаат да слушнат проповед. Всушност, сегаш проповедам како човек што умира на луѓе што умираат. Не знаеме уште колку има. И затоа треба се подсетуваме да подсетуваме. Тешко им на луѓето околу нас, на децата пак имам најтака тешко кога им повторуваме едни исти работи. Не знаем уште колку ќе можеме да ги повторуваме тие нешта. Наша одговорност е да ги повторуваме. Не знаеме уште колку ќе можеме да учиме други луѓе, да ги учиме нашите наследници, нашите потомци на вистините, на важните работи. Затоа треба да ја користиме секоја можност. Примерот за тоа ни го дава апостол Петар. До последен момент ќе го правам важното, а тоа да ве подсетувам. Да ве подсетувам на важните работи. Зашто право е, вели апостол Петар. Така треба да биде. Тоа е мојата должност, а тоа и вам ви треба. Бидејќи знам дека наближува мојата смрт, мојата должност е да ве подсетувам. И така, значи, добриот учител
не му додева, не му досадува да ги повторува истите работи. Важните работи. И го користи всеки момент, бидејќи не знае уште колку време му останало нему или на луѓето околу него. И на крајот, тој е толку ревностен во пренесувањето на духовните вистини, така што верниците ќе бидат водени долго време откако учителот ќе си замине. Тоа е поентата, тоа е целта на апостол Петар. Сакам да ви оставам таков впечаток, да ви оставам такви нешта, што вие ќе ги памтите и по мојата смрт учењата. Збор што подсетувам, што овде е употребено, е специфично, всушност тоа е комбинација од неколку збора. Во нашиот превод е само еден збор, меѓутоа ако го отвориме оригиналниот текст, ќе видиме дека има неколку зборчиња, во кој што идејата е ќе ве будам, да ве држам, ќе ве расонувам, да ве држам будни. Значи, кога некој ќе подзаспие, да го расониш. Не само да го разбудиш, туку да го расониш, за да не може да заспие во скоро време. И да го држиш потоа во таа будна состојба. И апостол Петар го пише тоа од своје искуство. Господ Исус му рече дека 3 пати ќе се одрече Петар од него. Кога беа во Гецеманската градина, им рече на Петар и на Јаков, на Јован да се молат, за да не заспете да нападнат во искушение. И што се случи? Заспаа. И потоа дојде и паѓањето. И апостол Петар вели, јас ќе се трудам да ве подсетвам, да ве будам, да ве расонувам, за да бидете свесни за вистината. Нема да се откажувам. И така ќе го правам тоа што дури по мојата смрт да останете расонети и да не заспиете. Секако, сигурно овде како имamo предвид самото послание, апостол Петар. И до ден денешен тој не подсетува на вистините преку оваа послание. Во некои други цркви кои имаат поинаква еклезиологија, сметат дека апостол Петар, според нивното учење за светиите, не подсетува така, има жива врска со црквата и преку папата или на друг начин не подсетува. Не, идејата овде е поинаква. Прво, апостол Петар оставил пример кој не подсетува. Оставил слово кој не подсетува. Ние не можеме да оставиме боговдахновено слово како апостол Петар. Библијата е затворена. Но ние можеме да оставиме таков впечаток кај луѓето, што кога ќе се подсетат на нас, кога ќе се сетат на нас, ќе се фокусираат кон Бог. И ќе се речат, овој човек ме поттикнуваше да верувам во Бог. Тоа е добриот учител. Споменот за учителот да не подсетува на верата во Бог. И тоа треба да биде копнежот и на секој родител. Тоа треба да биде копнежот на секој духовен служител. Тоа треба да биде копнежот на секој христијанин. Првиот спомен што ќе дојде за човекот е да биде верата. Кога ќе се сетам на некого, веднаш тој спомен да ме насочи кон Бог. Меѓу другото ќе искористам оваа прилика, после 2 недели ќе имаме промоција на една книга, која што е еден убав пример во тој поглед. И после 20 и 30 години, може после смртта на доктор Владо Карамазов, не подсетува на вистините за верата во Бог. Тоа е примерот. И луѓето кои ќе се сетат на тој човек, доаѓа стремеш, копнеш кон Бог. Тоа се добрите учители. Тоа се добрите христијани, тоа се добрите родители, кои ќе остават зад себе трага која ќе ги води луѓето кон Бог, кон вистините, основните вистини. Преку споменот луѓето ќе си повторуваат, ќе си спомнуваат за вистините. И јас сакам тој спомен да го оставам. Може би сега не се согледува тоа, но знам дека еден ден ќе се свати и кај моите деца. Тоа е пораката. Да ве подсетам да се читате Библијата. Да ве подсетам да барате служители кои ве подсетуваат на вистините. Да ве подсетам да доаѓате на црква. Да ве подсетам да
ги посетувате библиските часови. Зашто таму се подсетуваме на важните работи. Да ја подсетам да читате квалитетна литература, не забавна христијанска литература, какви што има многумина денеска забавувачи кои пишуваат христијанска литература кој треба да забавува, а не да поучува. Ништо ново. Ги знаете тие работи. Но и нештата кои ги напишел апостол Петар, ги знае читателите. Тој пак им ги напише. Ги знаеме сите тие работи, но има потреба да се подсетуваме, да не заспиеме, да бидеме разсонети и будни. Господ да не благослови и самите ние да се преземеме исто така одговорноста да се подсетуваме постојано на овие важни вистини кои беа напишани во првите 11 стихи на кои се подсетивме сега. А Господ да не води по неговиот пат на вистината и да не пази од лажните учители кои се вешти во заблудувањето, вешти во представувањето на заблудата како вистина. Само утврденоста во вистината, во Словото ќе не пази од тие заблуди.